Ако добиеме црвен картон на локалните избори, ВМРО ДПМН е веднаш ќе оди на парламентарни, ќе се почитува волјата на граѓаните, порача премиерот Христијан Мицкоски по барањата на опозицијата за предвремени избори. Вели тие не се како СДСМ и ДУИ кои речиси 3 години против волјата на луѓето седеа во удобните владени фотели, иако во 2021 тогашната власт доживеа голем пораз. Имаме избори локални следната година, граѓаните на тие локални избори ќе кажат дали се потребни парламентарни или не се парламентарни потребни. Ако се потребни парламентарни, можеме веднаш по тоа да организираме и парламентарни избори. Ако тие речат црвен картон има владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата, ако ги изгласат градоначалниците на ДУИ и на СДСМ, тогаш јасна е пораката. Ние нема воопшто да ја игнорираме таа порака. Ние не сме СДСМ и ДУИ, кои што ја игнорираа пораката на народот во 2021. Анкетите во моментов покажуваат голема предност на власта пред опозицијата. Мицкоски вели тоа е доказ дека не се потребни предвремени избори, туку потребно е власта да помогне за растот на бизнисите и економијата. Граѓаните не сакаат предвремени парламентарни избори, тоа е јасно и на сите анкети тоа се говори, дури има и такви минувачи што на улица ме среќаваат што самите кажуваат дека повторно вас ќе ве гласаме, зошто да трошиме пари, дајте да испорачаме тоа што е сработено. Ние треба да го испорачаме што овие луѓе, вистинските херои им е потребно, а на нив им е потребно клима за да може да водат бизнис, да инвестираат, да вработуваат луѓе, со тоа да растеме како држава. Дека предвремени избори не се потребни, согласни си од коалицијата Вреди. Од таму велат дека ДУИ мора да се реформира, а целта на ваквите барања и најавите за дестабилизација е да се сокријат можните криминали сторени минативе години. Со своите инсталации низ секоја институција, оваа партија има една мисија – прикривање на криминалите и поделбите во своите редови. Лагите на ДУИ пукаат како меур од сапуница. Вистината секогаш излегува на виделина. Па поранешниот функционер на ДУИ Азем Авдију ја откри големата вистина која Вленија кажува долго време. На ДУИ му е потребно кадровски и програмски ремонт. Очигледно работите во опозицијата во моментов се како што беа во минатото кога СДСМ и ДУИ беа власт, кога интегративците наликуваа на главен партнер во владата. Пред времени избори прво почнаа да бараат од партијата на Ахмети, за веднаш по нив тоа да го стори СДСМ.